Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Што би направил ти, ако Исус не ти одговори на молитвата како што сакаш? Дали ќе му бидеш луд и нема да се молиш повеќе? Марта не го направила тоа, иако брат е бил мртов. Кога Исус конечно дошол, Лазар веќе бил погребан пред извесно време. Исусе, ако дојдеше порано, брат ми немаше да умре. Лазар ќе воскресне. Знам дека ќе воскресне при воскресението, последниот ден кога Бог ќе ги врати сите во живот. Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене, ќе живее дури и да умре. Дали веруваш во тоа? Верувам дека ти си Божји син. Да веруваш во Исус, секогаш е најдоброто нешто што треба да се направи. Дури и кога некогаш не го разбираш, да веруваш во Исус секогаш е најдоброто нешто што треба да се направи. Марта дотрчала во куќата. Марија, Исус те чека. Таа не можела да разбере зошто брат им морало да умре. Трчала кон Исус со солзи во очите. Исусе, да беше овде, Лазар немаше да умре. Каде го погребавте? Дојди со мене и ќе ти покажам. Многу нажалени луѓе ги придружувале до гробот што бил затворен со голем камен. Таму и Исус заплакал. Тој плаче, го сакал многу. Зошто тогаш дозволи да умре? Тргнете го каменот. Марта била згрозена. Господе, тој е мртов веќе 4 дена. Веќе е смирисан. Марта, ако веруваш во мене, ќе ја видиш славата на Бог. Да веруваш во Исус секогаш е најдоброто нешто што треба да се направи, дури и кога се случува најлошото. Дури и кога не го разбираш, да веруваш во Исус секогаш е најдоброто нешто што треба да се направи. Мажите го тргнале каменот. Тогаш Исус погледнал нагоре. Татко, ти секогаш ги слушаш моите молитви. Лазар, излези. Се случило чудо. Мртвиот човек излегол од гробот. Многумина кои го виделе тоа поверувале во Исус. Да веруваш во Исус секогаш е најдоброто нешто што треба да се направи, без оглед на тоа што се случува. Веруваш ли во Исус? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!